Продолжуваме натаму, ја барам гувернерката на Народна банка, доктор Анита Ангеловска-Бежовска, која од прва рака ќе ни објасни каква е состојбата со Централната банка, со институцијата која се грижи за парите, за девизните резерви, но и тоа како е во постојана комуникација со меѓународните и светски институции за да се обезбедат пари, бидејќи многумина велат дека парите во време на криза се многу скапи, а светот се соочува со досега најголема пандемија, барем така велат и од Светската здравствена организација, а информациите што доаѓаат оттамо се дека според угледни економисти, дека секоја држава може загубите од коронавирусот да ги брои во милиарди. Големи светски економии излегоа во пресрет на заштита на домашното стопанство, на граѓаните, но исто така голем е и бројот на компании кои ги напуштија своите работни позиции. Добро вечер велам за гувернерката на Народна банка, доктор Анита Ангеловска-Бежовска. Како сте, господја Бежовска? Добро вечер, во програма сте, ве прашувам како сте? Добро вечер, Љубича, благодарам на поканата, одлично, како сте вие? Благодарам. И онака, на самиот почеток, господја Бежовска, кажав дека на првите финансиски институции во држава, оние кои се грижат за нашите пари, за доброто на сите нас, се жени. Дали сте сега во моментов комотни во оваа позиција што ја имате како прв човек на Народната банка, бидејќи повеќе од турбулентна е? Видете, јас повеќе години сум на клучни функции, почнувајќи од Министерството за финансии, каде што бев и државен секретар, раководител на Трезор, бев во Меѓународниот монетарен фонд, во Народната банка бев исто така во критични периоди, во периодот на големата економска криза, повторно бев во периодот 2016 година, кога имавме исто така домашни турбуленции, така да справувањето со кризи и шокови со кои што се соочува нашата економија не е новина за мене, секако не е најпријатно чувството, сите би сакале да работиме во сосема поинаков амбиент, да се занимаваме сепак со пофундаментални структурни работи, да работиме на унапредување на доходот на нашето население, но за жал се случува и тоа. Но нема бегање од реалноста, тоа е, спремни сме дефинитивно, иако сме жени, да се соочиме со тој предесек. Актуелна тема се кредитите на засегнатите граѓани. Што покажуваат последните податоци, колкав е кредитниот раст досега и што може да очекуваме до крајот на годинава? Ова дотолку повеќе што банките ја послушаат делумно и вашата препорака и владата и излегоа во пресрет на граѓаните со одложување на 6 месеци повеќето банки на кредитите и кредитните картички. Добро, последно расположливи податоци во монетарниот сектор се податоците со февруари оваа година, кои што покажуваат, би рекла, солиден кредитен раст од околу 7%, при тоа продолжува трендот да кредитниот раст е повеќе фокусиран кон населението, тамо стапката е некаде околу 11%, а се уште изостанува позначајна поддршка на корпоративниот сектор, каде што растот е близу до 3%. Ако ги гледаме изворите на финансирање, од каде се финансира овој кредитен раст, како и досега, така и на почетокот на оваа година, продолжува солидниот депозитен раст, кој што е во просек некаде околу 8%. Овие стапки, 7 и 8% кредитен и депозитен раст е во основа слични стапки како и во изминатата година. Така да овие податоци покажуваат солидни движења, меѓутоа предизвикот е сега пред нас. Значи, сведоци сме во овој период дека ескалираат состојбите, ризиците веќе се материализираат, сите ние се соочуваме со голем шок од неекономска природа, но кој што има големи ефекти врз економијата.
Земајќи ги во предвид сите овие фактори, реално е за очекување да дојде до забавување на кредитната, а ако забави кредитната активност, ќе забави и депозитната преку каналот на мултипликација, значи самите кредити завршуваат во банкарскиот систем на депозити на предпријатијата или населението, а исто така дополнителен фактор кој што ќе влијае во оваа насока и очекувањето за забавување на капиталните приливи во нашата економија. Колка ви се овие очекувања на пат на приходите, госпоѓа Бежевска? Зборувате за не ве слушнав, ако може да повторите? Значи, вие како Централна банка направивте измени во супервизорската регулатива. Дали ова ќе доведе и до олеснување, ајде, бидејќи времето не гази, до олеснување на финансирањето на граѓаните и на фирмите? Да, дефинитивно, ние значи очекуваме да дојде до олеснување на финансиските услови и на граѓаните и на корпоративниот сектор. Целта на измената на регулативата беше токму тоа. Би сакала да споменам дека пред да ја донесеме регулативата во рамки на Централната банка, во соработка и со деловните банки, во соработка со Министерството за финансии, направивме детални анализи за секоја поединечна банка, што значат тие симулации на ниво на банкарскиот систем, бидејќи целта точно е да се помогне на граѓаните и на населението, но истовремено тоа решение треба да е добро осмислено, засновано на реални факти, бројки, анализи, за да не доведе до нарушување на финансиската стабилност. Очекуваме активна имплементација од страна на самите банки, впрочем тоа и го гледаме, мислам дека досега околу 10 банки веќе излегоа со јавна понуда за граѓаните, во кој што јасно ги дефинираат условите. Тука помага уредбата која што е донесена од страна на владата, на која што повторно заедно работевме сите три страни. Целта е брза и ефективна имплементација преку можности за јавна понуда и брзо прифраќање, односно секако не прифаќање доколку за тоа. Но она што ги збунува граѓаните е таа дополнителна камата за тој грејс период. Значи, не се работи за дополнителна камата. Ако мислите за пресметување на редовната камата, во суштина од понудите кои што може барем досега да ги видам, кои што се објавени од страна на банките, станува збор за пресметување на редовна камата. Некои банки нудат можност таа камата да не се плаќа во овој период, да се плати кога ќе започне отплатата и на главницата. Значи, не се работи за пресметка камата на камата. Барем јас не сум видела таква понуда, но доколку има такви случаи, слободно може да ни се обратат граѓаните за да направиме подетална проверка и консултација со банките. Да, бидејќи во овој случај вие сте и супервизор на работењето на банките. Да, секако. Да. Со оглед на случувањето со коронавирусот, затворањето на одредени производи и услужни капацитети, кои се вашите прогнози за економскиот раст за годинава? Добро, ние го започнавме новиот циклус на макроекономски проекции, стручните служби работат на тоа, се уште ги немаме финализирано проекциите, кога ќе бидат готови, секако ќе ги искомуницираме со јавноста. Она што можам да го кажам во моментов е дека ова е навистина силен шок и постои голема неизвестност. Неизвестноста е пред се врзана со самиот факт што не знаеме колку успешно и кога ќе се справиме со практично ширењето на коронавирусот, бидејќи мерките што се имплементираат во нашата економија произлегуваат токму од оваа здравствена состојба. Сепак, генерално, имајќи ги во предвид последно расположливите макроекономски податоци, би направиле позначајна ревизија за економските состојби оваа година. Ние претходно очекувавме раст на 3%, сега најверојатно ќе зборуваме близу до нулата или можеби и негативни стапки на раст. Со оглед на тоа што очекуваме поголемо забавување кај сите детерминанти на растот, очекуваме например забавување кај личната потрошувачка, која што учествува негде над 70% во БДП, значи е негова значајна детерминанта, зашто би забавила, очекуваме забавување на расположливиот
распoložливиот доход кој што се пресметува преку бројот на вработените и платите, значи ќе забави расположливиот доход. Понатаму исто така очекуваме забавување на инвестициите од едноставна причина што во услови на ваква неизвестност не би можеле да очекуваме ниту домашни инвестиции, а ниту пак позначајни приливи на странски директни инвестиции. Во услови на пат на странската побарувачка, значи во услови на забавен економски раст или рецесија кај некои од нашите најзначајни трговски партнери, не би можеле да очекуваме ни поголем раст на извозот. Од друга страна, секако бидејќи извозот е значајно врзан и со увозот, односно има голема увозна компонента, тоа би значило забавување и на увозот. Значи, генерално кажано, ќе направиме позначајна ревизија на очекувањата за растот оваа година, а со поконкретни бројки наскоро ќе излеземе. Значи ли ова дека и меѓународните финансиски институции кога ќе оценуваат нашата економија би се движеле во овие рамки што и вие ги кажавте? Видете, никој од меѓународните финансиски институции досега нема излезено со квантитативни оценки за економските движења во нашата економија. Очекуваме меѓународниот монетарен фонд набрзо да излезе со проекции. Единствено тоа што можев да најдам како проекции за нашата економија е Виенскиот институт, кој што проектира раст, значи се уште проектира раст од 1,7% за нашата економија, што е близу до растот кој што се проектира и за целиот Западен Балкан. Исто така има уште една проекција на Консензус Форкаст, аналитичка куќа која што се бави со проекции, кои што проектира 3% раст, но јас навистина сметам дека тоа се преоптимистички очекувања и не знам навистина на што се заснуваат. Така да тоа се инаку во суштина и кога ќе излезат меѓународните финансиски институции со новите проекции за раст и за нашата економија, би очекувала да бидат и во линија и со нашите очекувања, бидејќи ако појдеме што проектираат тие во моментов за глобалниот раст, јасно се гледа големо забавување, а ако минатата година глобалниот економски раст изнесуваше 2,9%, за оваа година проекциите се разбира се разликуваат од институција до институција, меѓутоа некои од проекциите проектираат и подлабок пат на економската активност, вклучително и за Европската Унија, која што е наш клучен партнер, а вклучително и за германската економија, каде што голем дел од нашиот извоз е сконцентриран. Да, може би биле задоволни со позитивна нула. Пред некој ден излегоа нови податоци за надворешниот долг. Дали сме презадолжени, гувернерка? И последните податоци, кои што се однесуваат на крајот на 2019 година, упатуваат на истата констатација која што имавме и досега, а тоа е констатацијата дека влегуваме во зоната на умерено задолжени земји во просек, односно само еден индикатор задолжена земја во смисла на надворешен долг, а според сите останати индикатори сме во зоната на ниска до умерена задолженост. Значи вкупниот надворешен долг изнесува 72,2% од бруто домашниот производ, што е всушности малку пониско ниво во однос на просекот од последните 2-3 години, кога тој гравитираше некаде околу 73-74% од БДП. За крај, дали девизните резерви се уште на адекватно ниво и има некои предвидување или анализи на некои експерти дека во време на криза може би било добро и тие да се искористат? Што мислите вие? Според последно расположливите податоци, нивото на девизни резерви е околу 3 милиарди, што во основа значи речиси двојно повеќе од периодот на кризата во 2008 година, што самото по себе укажува на високо, адекватно ниво на девизните резерви и доволен капацитет да може Централната банка да се справи со било какви шокови. Во однос на вашето прашање за користењето на девизните резерви, апсолутно не се согласувам со тоа, затоа што функцијата на девизните резерви е токму во поддршка на макроекономската стабилност, општо познати се меѓународните правила и стандарди, која е смислата и целта на постоењето на девизните резерви. Господја Ангеловска-Бежовска, ви благодарам што
Еве и на овој начин дигитално бевте во Клик Плюс вечерва. Се надевам дека објаснивме повеќе работи за гледачите, бидејќи велат дека пандемијата за месец до два ќе помине, но она што ќе остане, економијата, разнишаната економија и стопанство, ќе биде и тоа како голем стимул за вас, особено луѓето кои се занимавате со финансиите, но секако и за граѓаните. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство.